денешнава емисија ќе говориме за празникот Богојавление. Покрај тоа подробно ќе го објасниме и чинот на светото крштение, односно кои действија и зошто се вметнуваат во него. Празникот Богојавление го има добиено својот наслов од апостолскиот цитат: Бог се јави во тело, посведочен беше од Духот, појавен беше на ангелите, проповедан на народите, луѓето му поверуваа и он се вознесе во слава. И тука се однесува за крштевањето на Христа од страна на Јован Крстител во Јордан и објавувањето на Бог во три лица: Отецот, Синот и Светиот Дух. И се стана вака. Светиот Јован Крстител, уште додека бил во утробата на својата мајка Елисавета, при неа дошла нејзината пријателка Пресвета Богородица и кога се поздравила со неа, радосно заиграл младенецот во нејзината утроба. Односно, Светиот Јован Крстител го пратил првиот поздрав до Христа, кого што треба да го предвестува. И пророчкиот дар кој што тој го имал, го пренел на својата мајка и таа вели: откаде при мене мајката на мојот Господ. Светиот Јован Крстител, после своето раѓање, по некое време, оди во пустињата и се подвизува со строг аскетски живот. Многу малку храна имал за јадење и многу малку облека на себе. И кога се појавил со таква светла аскетска фигура меѓу израелците, не можел да помине незабележливо. И како што вели пророкот Исаија, дека тој предвесник пред Спасителот ќе рика како лав во пустињата, со многу силен глас светиот Јован Крстител почнал да ги опоменува луѓето да си го сменат начинот на живење, начинот на делување, начинот на мислење, да ги исправат патиштата свој за Бог да може да стаса до човекот. Поточно, со модерен јазик да се изразиме, луѓето треба да ја наштелуваат својата фреквенција преку кое што комуницираат со Бога. А човекот единствено нешто кое што го има како препрека во однос на Бога е гревот. Затоа, луѓето гледајќи го овој светол лик на светиот Јован Крстител, доаѓа кај него, иако беше човек, тие ги исповедаа своите гревови, а тој ги крштеваше со покајно крштение. Меѓутоа, он јасно кажа: по мене иде оној кој што ќе крштева со вода и со Дух Свети. Него послушајте. Втората средба на светиот Јован Крстител со Христа била на брегот од Јордан. Христос бил меѓу луѓето, меѓутоа луѓето не можеа да го познаат. Но оној кој што беше прочистен, осветен, оној кој што беше најсвет меѓу родените од жена, како што се вели во Светото Писмо, го препозна Христа. И тогаш Христос, приступувајќи да биде крстен од Јована, Јован му рече: јас од тебе треба да бидам крстен, а не обратно. И Христос најсмирено му кажува, во смисла: стави ги сега формалностите. Јас дојдов да ја исполнам секој закон, затоа што она што Адам преку непослушност не го исполни, Христос како новиот Адам дојде да го исполни, за човечката природа да биде осветена и да биде спасена. И тогаш се исполнуваат пророчките зборови на царот Давид, дека морето се уплаши и Јордан се сврте наназад. Во тој момент се отвараат небесата и гласот на Отецот вели: овој е мојот возлюбен син, на кого е мојата волја, него послушајте го. Небесата кои што беа затворени за човекот. Бог комуницираше преку луѓето само преку пророците. Мораше да испрати некој друг, за да може човекот да разбере како да се спаси. Сега го испраќа својот син и Светиот Дух во вид на гулаб слегува не на Свети Јован Крстител или на некој од толпата, туку точно над Христа.
за луѓето да не го помешаат ветениот Месија со некој обичен човек. Гулабот знаеме дека на Ное му објави дека потопот е завршен и во устата донесе маслиново гранче. Сега пак Гулаб место маслиново гранче носи благодат на помажување и го објавува Христа, односно милоста Божја, преку кое што гревовниот потоп е веќе престанен. Символиката во маслиновото гранче и во грчкиот збор елеј. Значи, елеј е масло, а од друга страна и помилуј, кога се обраќаме кон Господа, се вели елеисом. Значи, тука е сличноста на овие два збора и тука е символиката на маслиновото гранче и на Божјата милост која што доаѓа преку Синот Божи, кој што Светиот Дух преку, како вид на гулаб, го објави. И тогаш Бог, кој беше познат како еден, се открива како троичен по лице. При создавањето пред вечниот Божи совет на Троица вели: ајде да создадеме човек. И сега при пресоздавањето, повторно Бог Троица целосно учествува во чинот. Моментот на крштавањето е момент на Божјо откровение на луѓето, да нема веќе замислување и измислување на приказни за Бога. Се што треба да го дознаеме за Бога, Отецот вели ќе го дознаеме од Словото, од Неговиот воплотен Син, кој дојде како човек да говори на луѓето. Он е патот и вистината, кој преку својот живот и личен пример, не преку философија, ќе го открие односот на Бога кон луѓето. А тој однос е љубовен однос. Значи, луѓето да престанат да измислуваат лажни богови. Како тие се караат меѓу себе, како се опиваат, како се борат меѓу нивните посакувања. Да престанат да се поклонуваат на богови од дрво и од камен. Затоа што Бог, кој испрати Синот свој, Логосот, Зборот, оној кој што даде смисла на се што постои, да стане тело. А се ова беше пророкувано се до последниот пророк и најсвет и најголем меѓу пророците Јован Крстител. И тој посведочи дека навистина ова е јагнето Божје кој ги зема гревовите на светот. За свети Јован Крстител се кажува дека е последен меѓу пророците. После него нема Божји пророк. Затоа и оние кои што во својата религија имаат пророци кои што и понатаму возвестуваат нешто од Бога, треба да ги сметаат тие пророци за лажни пророци. Правејќи паралела помеѓу празникот обрезание, што помина и крштавањето Христово, ќе забележиме дека последниот изразува една полнота. Имено преку обрезанието луѓето ја посведочувале својата вера кон Бога, Бог Авраамов, и тоа е всушност движење на човекот кон Бога. Човекот изразува желба да стане дете Божјо. При крштението Христово гледаме движење на Бога кон човечката природа. Имено Духот Божји слегува врз човековата природа, ја осветува и восиновува. Според това гледаме дека Христос и Новиот Завет всушност е исполнување на Стариот Завет и целосна полнота во спасението и домостројот Божји. Сега ќе започнеме со деталите во однос на крштевањето наше, меѓутоа ќе ги објасниме и многу поважните онострани духовни димензии од чинот на крштевањето. Кој е поривот за човекот да стане христијанин и да се крсти и како понатаму треба да продолжи да живее преку врската што ја прима на себе. Христос рекол: ако некој не се роди од вода и дух, нема да влезе во Царството Небесно. Имено, од кога ќе дојде моментот свештеникот или епископот да стават рака врз главата на оној што се крштева, доаѓа моментот на закрила од страна на Бога врз човекот, дека тој веќе ќе биде сочуван во секоја смисла и телото негово и духот негов за вечен живот. За да премине чинот на крштевањето,
Најпрвин човекот треба, доколку е возрасен, да го отфрли сатаната и од размислувањето ово светско. Доколку пак се крштева мало дете, тогаш кумот кој што ја носи верата, преку дозвола на родителите, го прави тоа исповедање. И може би во овој модерен свет е смешно да се говори за демоните и за злото и за изгонување на демони. Меѓутоа, колку и модерни да стануваме, не можеме да одречеме во ниеден момент дека злото го нема во светот или дека тоа не постои. Понекогаш гледаме дека се случува буквално без никаква причина. А тоа црквата го открива дека сатаната е човекоубиецот од почетокот. Од чиста завис кон луѓето прави зло во светот. И затоа оној кој што се крштева треба на вистински начин и свесно да е свесен дека постои причинител на зло и да се отргне од него, а да го прифати Бога како комплетна спротивност на него. Со јавно одрекување од сатаната може да се навести судбината на крстениот. Тој мора да стане борец против злото. По одрекувањето од сатаната се повикува да се соедини со Христа. Јавно да се исповеда на чија страна во животот ќе биде. За ова исповедање, порано, а и денеска, се губи живот. Кажете им на луѓето кои што се во Сирија, во источните земји каде што христијанството е гонето, дека крштевањето е само една убава традиција во која што ќе се соберат кумовите и родителите за потоа да преминат во кафана, ќе видите што ќе ви кажат. Затоа што против оној кој што е Христов, сите демонски сили, сите луѓе кои што несвесно се подржаватели на такво нешто, стануваат борци против оној кој што се крштeva. Исповедањето на Христа не значи само дека веруваме во Него, туку дека го прифаќаме како Цар и Господ, односно како единствен Господар во светот. И тогаш веќе престанува стравот од луѓето и доаѓа моментот кога секој христијанин е подготвен да стане и маченик за верата. Очистувањето на оној кој што е подготвен да се крсти настанува преку името Господово, затоа што од Господа ние имаме сведоштво во Евангелието дека демоните бегале и се давеле во водата преку свињите. Затоа многу е страшно она дете кое што веќе е очистено, оно дете кое што е осветено, исполнето со благодат, после крштението да се однесе на бајач или гатач. Тогаш буквално го враќате детето во состојба пред крштението, исполнето со демонска сила. А кога родителите ќе се запрашат зошто детето им е немирно, и ако тоа нешто е не од физичка, туку од духовна природа, нека се запрашаат кога последен пат детето го однеле во црква за да се причести да прими духовна храна. Оти мајката кога ќе го роди од својата утроба детето, веднаш му дава телесна храна за тоа да не умре. А кога човекот ќе се роди повторно од купелот на крштението, духовно се раѓа за Бога и потребна му е духовна храна. И ако човекот, односно детето, не се храни со таа духовна храна, со телото и крвта Христови, тогаш тоа изгладнува, духовно умира и станува повторно плен за демоните. Оти по крштението човекот е нова твар, преобразена по ликот на Христа. И затоа за да продолжи кон патот на усовршувањето и исполнувањето на смислата на својот живот, а тоа е да стане соединет со Бога, неопходно е да се причестува. Оти Христос рекол: кој го јаде телото мое и ја пие мојата крв, ќе бидам јас во него. А кога сме со Бога, тогаш никој не може да ја наштети на душата. И на крај,
причеста и крштенијето не ги извршуваме само за да се заштитиме од злото. Тие треба да бидат наш одговор на љубовта кон Бога. Наш одговор кон оној кој што се воплоти, прими тело заради нас. Од љубов кон оној кој што беше плукан, изнарануван, раснат заради нас и нашето спасение. Затоа крштенијето и причеста не треба да бидат само традиционално и од страв направени, туку треба да бидат свесно движење и наша љубов кон оној кој што претходно не возлюби. По одрекувањето од сатаната доаѓа момент на крштевање на водата. Во прозбите бараме првин Светиот Дух да ја освети со својата сила и дејство и да ја направи хармонична, онака како што била при создавањето. Во почетокот се вели дека Духот Божи лебдел на водата, во времето кога се беше совршено и без грев. Втората прозба говори да и се даде искупителната благодат на Јордан, да има благодата на Христос со која ги направи водите на Јордан очистителни од гревот за целото човештво. Да слезе на таа вода очистителното дејство на надсуштествената Троица, оти на Богојавление се откри на светот Бог како Троица, Отецот, Синот и Светиот Дух. Оној што се крштева, станува учесник и сведок на тоа откривање и познание на Бога во Троица. Станува сведок на она што се случи при Христовото крштевање во Јордан. И тогаш свештеникот, како да стои пред самиот чин на создавањето на светот. Се што создаде Бог е убаво и осветено и мирно. И тогаш вели: велик си Господи, чудни се Твоите дела, и ниеден збор не ќе биде доволен за воспевање на Твоите чудеса. Значи, свештеникот од името на човекот му благодари на Бога за убавината, за светот, за оно што му го дал како дар. А оној кој што благодари не може да се нарече роб, туку само слободните луѓе благодарат. А ние преку крштевањето се ослободуваме во однос на Бога, во однос на гревот и стануваме слободни движачи кон Бога Отецот, кој што ни е наш небесен родител. И тогаш преку знакот на крстот се осветува тварта, односно водата. Оти материјата никогаш не е неутрална, исто како и луѓето. И затоа треба да се приведе таа кон Бога за да ја врати силата и првосоздадената светост. Отаму и богојавленската вода не се расипува, секако доколку оној што ја има живее чисто и со вера. Потоа крстовидно се става елеј во водата. Во Светото Писмо за елејот знаеме дека се користел за исцеление. Како знак на помирување и престанок на потоп, на Ное гулабот му донел маслинова гранка. А изборот елеј е сличен на грчкото зборче помилуј, елеисо. Следува и крстовидно помазување на најзначајните делови на телото, за се покаже дека не само духовно, туку и телесно сме спасени, затоа што и телото го очекува воскресението во Христа. Целиот човек е создаден од Бога, целиот е добар и целиот треба да биде осветен и спасен. По ова доаѓа моментот кој што го символизира тридневното Христово погребение, а тоа е трократното потопување во водата на оној кој што се крштева, изговарајќи ги зборовите: се крштева работ Божи во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Треба да се знае дека човекот, крштевајќи се, умира за светот. Умира за светот, а живее за Бога. Умирањето не представува телесно умирање, туку човекот да престане да живее за световната суета, за гордоста, за похотите, за страстите. Ние, одбирајќи да се крстиме, го одбираме Бога во кого нема грев, туку вечен живот.
Крштевајќи се, ние обновуваме заедницата која Адам некогаш ја прекина со својот Создател и умре. Крштевајќи се, добиваме благодат, преку која добиваме сила на посиновение, за да ги имаме истите желби, истите мисли, истата волја која Христос ја има. Та живеејќи така духот наш, кога се моли вистински да го чувствува Бога за свој Отец, како што Христос го исповеда. Затоа и песната која следи со тројното кружење околу купелот вели: вие кои во Христа се крстивте, во Христа и се облековте. Односно станавте како што и Христос, обновена и совршена човекова природа, соединета со својот Бог, очистена од грев и насочена кон вечен живот. И помазанието што го примивте од Него пребива во вас. Апостол Павле потврдува: Бог е оној кој не утврди со вас во Христа и не помаза. Он и не запечати и не даде залог на духот во срцата наши. Во продолжение на чинот крштение е миропомазанието. Ако внимателно погледнеме во иконата на крштението Христово, ќе забележиме како гулаб слегува на него. Тој е Светиот Дух кој во вид на гулаб, кој е птица што навестува мир, слегува на помазаникот. Отаму и секој оној кој што се крштева станува помазаник Божи. Оној кој што е избран од Бога, оној кој што му е близок на Бога. И тогаш оној кој што е крстен ја познава Троица. Ја прима природата која што Христос ја има. Од Отецот го добива благословот и посиновението, а од Светиот Дух бива миропомажен со неговиот дар, со дарот кој што понатаму во срцата кон Бога ќе се обраќа Ава Оче, односно Бога ќе го препознава како свој Бог и свој Отец. Свети Никола кај Васила вели дека преку крштевањето настанува раѓање, преку миропомазанието е движењето, а преку причеста е животот вечен. Бидејќи Христос буквално рекол: кој го јаде телото мое и ја пие мојата крв, ќе има живот вечен. Кој не го јаде телото мое, не ја пие крвта моја, нема да има живот вечен. Затоа, откако детето ќе биде крстено, се донесува во храм за да биде представено пред Господа, како нов член, за кого ќе се радуваат и светителите, и земната и небесната црква. По завршувањето на литургијата, мајката со детето, односно родителите, пристапуваат тоа да биде причестено. И од тука па натаму, животот треба да му биде како една борба против сатаната, против злото, а преку својот живот постојано да го сведочи Христа, преку љубовта, преку помирувањето. Што се однесува до духовниот родител, до кумот, родителите треба многу внимателно да бираат кој ќе биде кум на нивното дете, затоа што тој треба да е човек со благочестиво однесување, складно Христовите заповеди. Кумот треба да биде првиот кој што Светото Писмо ќе му го поклони на кумашинчето, ќе го научи како да се моли, како да се крсти, да го чувствува Бога не како свој тиранин и како некој кој што само заповеда нешто, туку да го чувствува како свој закрилник и заштитник и како родител кој што има поголема сила од телесните родители. Да ги подсетува родителите да го носат во храм, да таа атмосфера и литургиска култура да му стане обична и кога ќе се движи меѓу луѓето. Секогаш да биде со искрен поглед, со молба, со љубезност кон другите дечиња и кон своите блиски. Од еден ден тој ќе одговара за него, како негов духовен родител. Дали си ја сочувал душата или ризата на крштението ја извалкал. Од сета благодат што човекот ја прима преку крштението и помазанието, треба да ја преумножува во себе. Слично на син кој ако порасне како вистински маж и не се откаже од родителот, ќе ги наследи неговите блага.
така и оној што е крстен, ако остане верен на Бога, ќе го добие ветеното од Него. Од друга пак страна, сето се губи, ако го загубиме образот Христов, кој е втиснат врз плочката на нашето срце при крштението. Црквата Света Троица е осветена во 1903 година. Во 2003 митрополитот господин Кирил со служење литургија одбележа 100 годишнина од овој чин, заедно со свештениците и верниот народ Божји. Покрај предходните реновирања, последното реновирање на храмот опфаќа темелно чистење на фасадата, на камбанаријата и црквата и со современи материјали нивно обновување со истиот лик од претходно. На влезот на црквата е поставен импозантен мозаик од старозаветната представа на Бог во три лица. Обновена е целосно и помошната зграда во која се наоѓаат свештеничките простории и кршталната. Во овој период е извршена целосна гасификација на храмот и помошната зграда. Во наредниот период, со Божја помош и прилогот на верниците и црквата, ќе се реновира и внатрешноста на храмот и дворниот простор. Иако храмот е сокриен од објекти во близина, народот не го заборава и со своето бројно присуство ја зголемува уште повеќе неговата велелепност.
Господи.